Почитувани гледачи, ги емитуваме регионалните вести на телевизија КИС. Изборите во Македонија завршија, но наместо да заврши, политичката криза се влоши. Граѓаните се песимисти, велат дека решение нема да има. Дел од нив излезот го гледаат во формирање на широка коалициона влада. На изборите сите мислевме дека ќе помине политичката криза, меѓутоа таа се уште се вжешти. Некој коментар околу тоа? Дека се влечеше долго. Што очекувате? Каква состојба следи? Состојба. Ја не гледам решение за мирно. Ке се влече кризата уште долго. А имате некој предлог, некој размислување со кое би можело да се рече кризата? Размислувањата моите лично едно се договора, сите се седе на маса, сите ден да се договора кај ќе тераа Македонија и тоа шарето, друго нема. Еве, помина изборите во Македонија, мислевме дека ќе се реши кризата, меѓутоа таа се уште трае. Некој коментар, според вас, како ќе се одвиваат работите? Тоа не знам ја, тоа зависи све од нашите политичари. Што ќе решат тие, тоа ќе биде. Иначе, од тоа ништо не било. Меѓутоа, очигледно они до сега не го решија проблемот. Имате ли вие некој предлог личен, што треба да се направи? Ако се направи коалициона влада поширока, мислим нешто ќе се среди. Ако не, тогаш ништо. Без коментар, не знам. Личен став, дали треба широка коалиција, дали треба веќе да се седнат на маса за мислење? Не сум многу во тек, али најверојатно широка коалиција ќе го реши проблемот. На општо задоволство на сите граѓани. Предпоставувам, али не сум уведен, не знам. Абе, многу тешко. Работава е, гледаш, не дава да влеза. Она ќе биде мутно, многу тешко ќе биде. Имате ли вие може лично размислување кој е решението, што треба да се направи? Абе, решението албансково прашање треба да реша овие од МАНУ, од албанскиве интелектуалци или било кој. Не може партиите да реша, бе. Партиите гледа само од интерес, од едни од други. Треба седна, се договора луѓи што се горе, што знаа историја едно друго и да реша тоа прашање и да биде со живот. Нема друго. Меѓутоа сега проблеми не се знае кој ќе формира влада. Па кој ќе формира ќе биде тешко, али по правило се мандатот треба да добие Груевски. Па ако влеза, добро, ако не влеза ќе прави широка коалиција. Работава, тоа е. Исто како рад во Сирија, нема да се заврши никогаш. Зависи од политичарите, што ќе решат. И од надворешните. Според моje мислење, овде нема да најдат решение. Имате ли вие некој лично мислење кој што можеби го размислувате за да се реши ситуација? Што треба да се направи, кој потек? Потекот најдобриот е тие инструкциите од надвор што им дават, тие треба да ги решат. Додека не ги решат инструкциите, нема да има решение. Па во овој момент коментар како би дал. Резултат на незавршените избори, тоа го знаат поголемите инстанции, поголемите фактори, но лично сметам према тоа што го слушам од телевизија дека има одредени нерегуларности. Ја би повикал тоа да се среди и сметам дека на крајот ќе се добие конечниот резултат. Тоа е за сега од мене. Збориве поминаа, меѓутоа политичката криза се уште не е решена. Некој коментар за тоа? Па немам посебно коментари. Што треба да се направи? Кој е вашиот личен став? Немам став, се уште изборите како завршија, значи тоа е и ставот на народот. Постизборни пресконференции одржа општинските комитети на ВМРО ДПМН од Тетово и од Гостивар. Оттаму истакнаа дека изборите биле кристално чисти и ја повикаа опозицијската СДСМ да ги признае резултатите. Горан Манојловски, кој според првичните официјални резултати на Државната изборна комисија, освои пратеничко место како четврт на листата од кандидатите за пратеници од 6-та изборна единица од ВМРО ДПМН. На пресконференција го повика СДСМ да ги признае изборните резултати. Почитувани сограѓани, почитувани наши политички опоненти, сите вие знаете дека изборите беа фер и коректни и поминаа во најдобар ред. Нашата победа е многу чиста и јасна. Тоа го знаат сите, го знаат дури и членовите на СДСМ кои преку целиот ден ни честитаат на победата. Никој досега немаше никакви забелешки. Затоа ве повикувам
Сите вас да ја почитувате волјата на граѓаните и да ги признаете изборните резултати. Постизборна пресконференција одржи Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Гостивар. Оттаму истакнаа дека изборите поминале без проблеми и инциденти. Нема потреба да се става црна дамка врз кристално чисти резултати, изјави Дафина Јовановска-Стојановска, која освои пратенички мандат во 6-та изборна единица. Изборите пред 2 дена во Гостивар поминаа во најдобар ред. Гостиварчани мирно, демократски и без никакви притисоци го остварија своето право на глас. На избирачките места имаше и меѓународни наблюдувачи кои немаа никаков приговор за текот на изборите. Се беше коректно и без никакви инциденти. Вкупно 37.354 гласачи во Гостивар гласаа за својот избор и нека се остави така и да биде. Нема потреба повторно од тужи сценарија и од ставање флека врз кристално чиста состојба. Реалноста е таа. ВМРО ДПМН во 6-та изборна единица освои 4 мандати, а СДСМ 3. Тоа е тоа. Нека ни е честит досега најдобриот изборен резултат за ВМРО ДПМН во Гостивар, мои сограѓани. Да живее Гостивар, да живее Република Македонија. Реакции на општинските комитети на ВМРО ДПМН од Тетово и Гостивар следуваат откако СДСМ и БЕСА до Државната изборна комисија поднесоа приговори за изборни нерегуларности во 6-та и 2-та изборна единица. Според СДСМ, доколку Државната изборна комисија ги прифати нивните приговори, нивната партија ќе добие 50 пратенички мандати, исто колку и ВМРО ДПМН. Советот на општина Гостивар ќе добие нови членови. Промените настануваат како резултат на преминување на неколку советници во парламентот со освојување на пратеничкиот мандат на парламентарните избори. Парламентарните избори донесоа промени и во составот на Советот на општина Гостивар. Советот ќе се освежи со нови членови со оглед на тоа дека неколку досегашни стануваат пратеници во Собранието на Република Македонија. Откако ќе им бидат верифицирани пратеничките мандати, им престанува советничкиот. Според законските одредби, во таков случај нивното место го зазема следниот што бил на кандидатската листа на локалните избори. Во советничката група на ВМРО ДПМН пратенички мандат доби Дафина Јовановска-Стојановска. На нејзиното советничко столче повторно ќе седне припадничка на женскиот пол, гостиварката Магдалена Петрушевска. Од советничката група на коалицијата што ја предводи СДСМ во Гостиварскиот совет, пратеник во собранието станува Благојче Трпевски. Него во советот треба да го замени со партиецот Спиро Арсовски. Промени ќе има и во советничката група на Националната демократска преродба, од која во парламентот влезе Весел Мемеди. Тешка кражба во продавница за автоопрема во Дебреше. Во полицискиот билтен регистрирани пожар во подрум на куќа на жител на Добридол. 46-годишен жител на гостиварското село Дебреше вчера пријавил тешка кражба која во периодот помеѓу 10 и 13 овој месец била извршена во магазинот од неговата продавница за автоопрема, сместен во куќа на друг жител од ова село. Како што соопшти СВР Тетово, засега непознати сторители преку прозорецот од задната страна на објектот влегле во магазинот и одзеле 40 автомобилски гуми и 16 фелги Мерцедес, противправно стекнувајќи се со имотна корист која се проценува на 240.000 денари. Непосредно пред да биде пријавена кражбата, кратците биле слушнати од соседот и најверојатно бегајќи во непозната насока во дворот пред магазинот оставиле 4 картонски кутии со фелги, копачи, дрвена ограда од 2,5 метри. Извршен е увид, а нешто подоцна лишен од слобода е 30-годишникот Чегране, кој се сомничи дека е сторител на оваа кражба. Осомничениот е задржан во полициската станица Гостивар и се работи за целосно расчистување на кражбата. Вчера околу 2 часот и 30 минути пријавен е пожар во простории до подрумот од куќата на 48 годишен жител на Гостиварски Добридол, соопшти СВР Тетова. Опожарен е мотикултиватор со приколка, 2 изложни стакла, стара машина за перење, стар ладилник и 400 кг јаглен чумур. Со интервенција на гостиварските пожарникари во 3 часот пожарот е локализиран. По извршениот увид се утврдува причината за пожарот, во кој вкупната материјална штета се проценува на 180.000 денари.
Две сообраќајни незгоди се случиле во текот на вчерашниот ден. 47-годишник одравен повреден при излетување на автомобилот со кој се возел. На автопатот Скопје-Тетово пак возило удрело во куче бездомник. Вчера вечер околу 22 часот на магистралниот пат Гостивар-Кичево патничко возило Honda Civic со гостиварски регистарски таблици, управувано од 32-годишник одравен, изгубило контрола и излетело од коловозот во блиската нива. Како што соопшти СВР Тетово, од излетувањето тешки телесни повреди, фрактура на десно рамо, здобил со патникот 47-годишник исто така одравен. По укажаната помош во гостиварската болница пуштена на домашно лекување. Извршене увити се утврдува причината и другите околности во кои се случила несреќата. Првично причината е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење, додека материјалната штета се проценува на 30.000 денари. На автопатот Скопје-Тетово во непосредна близина на Клучката Групчин патничко возило БМВ со кумановски регистарски таблици, што го управувал 45 годишен кумановец, налетал, удрило и усмртило куче бездомник, кое поради необезбеден коловоз неконтролирано се движело. Нема повредени во возилото, додека материјалната штета се проценува на 30.000 денари. Бројот на сообраќајни прекршоци во Тетово и Тетовско и натаму е мошне голем, а тоа несомнено го покажуваат секојдневните контролни активности што ги реализираат полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово. Во текот на вчерашниот ден регистрирани се 60 на најразлични прекршоци, кои биле заокружени со 35 прекршочни и 27 мандатни платни налози. Во вчерашните активности откриени се 11 возила со истечена регистрација, 10 лица кои правувале без возачки дозволи, 2 возачи почетници и 9 возачи кои непрописно ги паркирале своите возила. Во Тетово од неодамна започна со работа Авицена специјалистичка лабораторија, акредитирана за повеќе од 300 биохемиски, имунолошки и микробиолошки анализи. Од неодамна граѓаните на Тетово и Тетовскиот регион можат да ги користат професионалните услуги на Авицена, специјалистичка лабораторија која постои веќе 12 години, акредитирана за повеќе од 300 биохемиски, имунолошки и микробиолошки анализи. Лабораториските испитувања се многу важни првични диагностички методи, потенцираат од Авицена. Лабораториската диагноза, заедно со прегледот од лекарот и останатите испитувања се неизоставен дел од здравствена грижа за секој пациент, во смисла кога треба да се открие навреме или рано одредено заболување, кога, например, не постојат симптоми кај пациентот, или пак да се добие увид јасна слика за тоа што се случува во организмот, кога пациентот има некој проблем, чувствува некои симптоми за некое заболување. Со помош на лабораториски анализи се добива увид во тоа што се случува со организмот, дали терапијата која што е дадена добро делува или не, дали треба да се смени нешто во третманот. Значи, лабораториските анализи се неизоставен дел од грижа за секој пациент. Како и во двете лаборатории во Скопје, така и во новоотворената во Тетово, граѓаните имаат пристап до сите здравствени услуги, односно сите видови рутински и специфични анализи за сите возрасти. Исто така, вработените во Авицена вршат и домашна посета. Во Авицена лабораторија се прават сите видови на лабораториски испитувања, а и тоа не само оние рутинските, туку и специфични лабораториски анализи како што се хормони, тумор маркери, одредени специфични тестови како што се например алерготестовите преку крв. Потоа пнеумослайдот, можеби тој е интересен сега зимско-есенски период, тест со кој што се детектираат вируси и бактерии одеднаш. Приска скрининг за трудници рано во бременост, сите видови на микробиолошки испитувања и сите други и рутински специфични лабораториски анализи за сите возрасти. Опремата е комплетно автоматизирана и има воспоставено баркод систем на идентификација на примероците, така да од моментот кога ќе се земе примерокот од пациентот, се до крајниот момент на издавање на резултат, комплетно е избегната можноста за субјективна грешка, бидејќи е комплетно роботизиран начинот на и на идентификација на примероците и на процесирање, на обработка на самите примероци од пациентите. Интересот на тетовци за услугите на Авицена е голем.
Од самото отварање се покажа дека има потреба за отварање на лабораторија во Тетово, затоа што веќе пациентите знаат дека точниот и прецизен резултат е навистина основа во добар третман и во тоа да се добија јасна слика за тоа што се случува со нивното здравје. Важно ни е што низ овие години успеавме да станеме синоним за ефикасна и квалитетна лабораториска грижа и тоа веќе се потврдува и тука во Тетово. Драго ни е што пациентите ја даваат довербата за нивното здравје токму нам. Лабораторијата работи секој работен ден од 7:30 до 19:30 навечер и сабота од 8 до 15 часот. Авицена во Тетово по повод отварањето нуди пакет лабораториски анализи кои што содржи крвна слика, преглед на урина, гликемија, холестерол и слично по промотивна цена од 175 денари без упат од матичен лекар. Од утре 15 декември ќе бидат пуштени во оптек книжни пари во новија поени од 202.000 денари, а ќе бидат повлечени банкнотите од 5.000 денари. Одлуката за издавање книжни пари во апоени од 202.000 денари произлегува од реално согледаната потреба за ребалансирање на постоечката поенска структура на книжните пари во оптек, соопшти Народната банка. Постоечката поенска структура на книжните пари што се во оптек од 8 септември 1996 година до денес нема претрпено промени и воведувањето на овие два нови апоени представува прва промена која што се спроведува во период од 20 години. Комерцијалните банки ќе ги заменуваат книжните пари со апоенска вредност од 5.000 денари до 28 февруари 2017 година, а од 1 март нивната замена ќе се врши од страна на Народната банка. Неизвестна е судбината на вработените во Југохром. Синдикатот и раководството идната недела ќе почнат преговори за изнаоѓање најсоодветно решение. Се чека и одлуката на второстепената комисија за жалби, кај која е жалбата на компанијата на одлуката на Државниот инспекторат за животна средина за нејзино затворање. Исто така се чека и формирањето на новата влада која треба да одлучи дали Југохром ќе може да смета на продолжување на рокот за инсталирање на опрема за заштита на животната средина. До крајот на неделата планираме да побараме средба со раководството на компанијата, а веќе од наредната недела ќе треба да почнеме и преговори за тоа што ќе се случува со вработените наредниот месец. Ние ќе бараме да останат на работа, вели председателот на синдикатот на Југохром Бајрам Амити. Од Министерството за екологија пак велат дека не се откажуваат од реализирање на одлуката на Инспекторатот за животна средина за затворање на компанијата. Нема повлекување од она што го одлучи Инспекторатот за затворање на Југохром до исполнување на барањата кои произлегуваат од договорот за добивање на А интегрирана еколошка дозвола. Да подсетиме, Југохром имаше 2 одложувања, но не успеа да се придржи кон нив, вели Сашо Секуловски од Министерството за животна средина. Промена на одлуката, вели тој, може да донесе само владата. Во услови кога нова влада тешко ќе се формира брзо, Југохром не може да се надева на некаква брза одлука од владата. Во најдобри услови тоа би било до крајот на јануари. Брисел најпрво реши да препорача визна либерализација за Косово и Украина, но не и за Турција. Земите ќе бидат во можност да ги враќаат мигрантите во Грција, а Европската гранична агенција Фронтекс од вчера почна да планира како да ја засили контролата на границите на Грција кон Албанија и Македонија. ЕУ стравува дека договорот меѓу ЕУ и Турција за запирање на мигрантскиот прилив ќе пропадне, па сега само се чека на тоа кога Ердоган ќе ги отвори портите за бегалците на патот кон ветените земји на Европската унија. Цивилите почнаа да се евакуираат од источниот дел на Алепо до побезбедни локации откако сириската армија презеде контролата врз големи делови од градот. Обединетите нации побараа итен пристап до источно Алепо за да го надгледуваат напуштањето на цивилите и повлекувањето на бунтовниците. Терористичката организација Исламска држава ја презеде одговорноста за нападот врз Коптската православна црква во Кајро, во кој загинаа 25 луѓе. Нападот се случи во неделата во текот на една прослава во црквата Свети Петар и Павле. Во соопштението на Исламската држава на интернет се наведува дека станува збор за бомбаш самоубиец. Православните копти сочинуваат најголем дел од христијанската заедница во Египет, која пак е најбројна и една од најстарите на Блискиот Исток.
Бразилскиот сенат со 53 гласови за и 16 против го изгласа 20-годишното замрзнување на јавната потрошувачка, што е основа на планот за обновување на фискалната дисциплина и воведување контрола врз растечкиот буџетски дефицит. Мерките за штедење предизвикаа жестоки протести, а полицијата беше распоредена во главниот град Бразилија со цел да ги заштити државните згради од демонстрантите во текот на гласањето во Сенатот. По сите чудни испади, хоспитализацијата, гласините за разводот Ким Кардашјан, Канје Вест не престанува да изненадува. Освен што има нова чудна фризура, вчера Канје беше забележан во кулата на Трамп во Њујорк, пошто се собраа куп новинари кои се обидуваа да дознаат како и зошто се случува оваа средба. Може би е малку очекувано со оглед на тоа дека Канје пред нервниот слом јавно ја прозиваше Хилари Клинтон и изјави дека не гласал, но доколку би гласал за Трамп. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен западен ветер. Утринската температура се движеше од минус 13 до минус 3 степени, а дневната од 2 до 8 степени. За утре метеоролозите прогнозираат облачно време со повремено засилен северозападен ветер. Ќе провејува слаб снег. Утринската температура ќе се движи од минус 8 до минус 3 степени, а дневната од 1 до 10 степени. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!